почитувани гледачи, ви го презентираме нашиот видеоизбор тема на неделата на Слободна Европа, посветена на актуелните настани во регионот и светот и нивната поврзаност и влијание врз Македонија. Овој пат на тема проширувањето на НАТО. Односите меѓу Русија и Соединетите држави се влошени, а некои западни дипломати и натаму ја влошуваат со испраќање противречни пораки, например во врска со проширувањето на НАТО и приемот на нови членки, особено на Украина. Ваквите пораки, според Reuters, предизвикуваат конфузија и кај членките и кај оние што сакаат да станат дел од алијансата. Нема шанси за проширување на НАТО во блиска иднина поради страхувањата дека тоа би можело да дестабилизира Русија. Ова изјава на американскиот амбасадор во алијансата Даглас Лут би можело да ги разочара сите кои сакаат да станат членки на НАТО, главно балканските земји и Грузија. Според Лут, НАТО се соочува со слични услови од крајот на студената војна и затоа алијансата не сака да ги влоши внатрешните слабости во Русија. Практично јас не гледам дополнителен простор во блиска иднина во следните неколку години за дополнително проширување на НАТО, изјави Лут, говорејќи на форумот на Аспен што се одржа во Лондон посветен на безбедност. Мислам дека Русија игра важна улога во стратешкото обкружување и стратешкото обкружување ќе стави кочница на проширувањето на НАТО, објасни тој додавајќи. Ако ја прифатите предпоставката за руската внатрешна слабост, а можеби и постојан пат, можеби нема смисла сега да притискате натаму и можеби да го забрзате тоа. Во декември минатата година НАТО ја покани Црна Гора да пристапи, што е прва експанзија од 2009 година, потек кој тогаш предизвика гнев од Москва, која се противи на какво било ширење кон поранешните комунистички области на источна и југоисточна Европа. НАТО во април 2008 година им даде отворено ветување на Грузија и другите балкански земји како Македонија и Босна и Херцеговина, додека Украина најави дека е заинтересирана за приклучување кон НАТО. Лут вели дека останува политиката на отворена врата кон нови членки, но има мала веројатност сите 28 сојузници на НАТО да се согласат да поканат нови членки. Не постои начин да добиеме консензус во блиска иднина за прием на Грузија или Украина, например, рече тој. Од друга страна, новиот врховен командант на НАТО во Европа, американскиот генерал Кертис Капароти, изјави дека алијансата има клучна улога во соочувањето со новите безбедностни предизвици. При тоа тој спомна еден од нив велејќи: Русија, која се обидува да се проектира како светска сила. Русија е многу активна во источна Украина и не гледам дека тоа ќе се смени во блиска иднина. Москва пак го обвини НАТО за зголемување на тензиите, бидејќи го зајакнува своето војно присуство на источното крило на алијансата, особено Полска и Балтичките земји. Шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров дури оцени дека Балтичките земји не покажале никаква благодарност према Москва, која, како што рече, им дозволи мирно да заминат по распадот на Советскиот сојуз. Тие земји му се приклучија на НАТО, но не се смирија и најмногу се непријателски настроени спрема Русија. Претходно, Руското министерство за надворешни работи оцени дека НАТО имал опасни планови. Контраобвинување дојде од шефот на НАТО Јенс Столтенберг, кој изјави дека потезите на алијансата биле предизвикани токму од војните акции на Русија на Крим и во источна Украина. И американскиот секретар за одбрана Ештон Картер излезе со иста критика, предупредувајќи ја Русија да не звечка со нуклеарно оружје. Не сакаме од русите да правиме непријатели, рече министерот Картер, повикувајќи ја Москва да преземе улогата на конструктивен партнер. Голем дел од напредокот остварен по студената војна беше направен со Русија. Не против неа, туку со Русија. Вратата ја останува отворена. На потек е Кремљ, рече тој. Како и да е, дел од експертите сметаат дека иако Вашингтон е за проширување на НАТО, таму се почесто почна да се поставува прашањето дали ваквата заложба ќе ја зголеми или намали националната безбедност на Соединетите држави. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Што се однесува до тензиите меѓу Западот и Истокот, тие секогаш го засегале Балканот, ако не директно, тогаш индиректно. Иако спорот со Грција околу името е единствената пречка за членство на Македонија во НАТО, сега се појави и домашната политичка криза. Според домашните експерти на Македонија и требаат брзи и храбри одлуки за завршување на домашната задача, кои ќе ја вратат на патот на евроатлантските интеграции. Господине Джугуманов, во пресред на самитот на НАТО во Варшава, што може Македонија да очекува?
Па вака, видете, 2 години по самитот во Велс и многу скоро пред самитот во Варшава, нормално сите кои сме атлантисти, меѓутоа и самите земји се спремаат во насока на овој главен глобален настан. Исто така и Македонија, меѓутоа мораме да бидеме реални на светската, на глобалната ситуација и да гледаме не само низ призмата на тоа како не одговара нас на домашно ниво, меѓутоа да гледам да се соочиме со реалните светски проблеми. Значи, како што кажав, 2 години некаде по самитот во Велс гледаме дека безбедносната архитектура доста еволуираше и можам слободно да кажам дека не памтам во блиско минато кога била толку нарушена, разнишена и до тој степен на граница на една поголема ескалација. Сега нормално Македонија очекува, има своје очекување, искрено не сум голем оптимист, што заради работите што не се случуваат во домашниот двор, меѓутоа и заради оваа ситуација која напомена, значи нормално е дека радарот на алијансата ротира. Значи, ако пред некој време Балканот со сите конфликти беше главен и топ тема и на највисоко ниво како приоритет на алијансата, сега сметам дека ситуацијата со Украина, арапскиот свет, па и оваа разнишена состојба со Русија им дава за право да тој радар некаде на друго место е фокусиран. Решавањето на проблемот со името со Грција треба да ја внесе Македонија во НАТО, но тука се испречи домашната политичка криза. Може ли истата да се одрази на нашата условена покана за НАТО? Видете вака, тешко е да кажете, меѓутоа на мој разочарување искрено многу ми е криво што двата процеса многу долго трајат. И домашната криза, меѓутоа и проблемот со Грција кој знаеме колку долго трае и одвлекува Македонија од евроатлантските интеграции. Сега доколку тој брод многу споро пловеше со спуштени едра, сега во моментот со ситуацијата во домашниот двор можеби тотално се закотви, меѓутоа некаде на отворено море каде што искрено не знаеме што понатаму. Значи во држава ни требаат паметни и храбри одлуки моментално, не популистички. Единствено така би ја пребродиле целата ситуација и би се вратиле некаде на трасата. Треба ли да ја засега Македонија односот НАТО-Русија или треба да се останеме посветени на нашите задачи? Па видете, до некаде секогаш судирот на западот и на истокот би рекол, од секогаш го засегал Балканот и секогаш имал, ако не директни, ако тогаш имал индиректни последици. Сега во денешно време, поготово кога во светот се исповрзано е гледана бегалската криза која се случува како последица на нека состојба во арапскиот свет во Сирија, не буквално во домашниот двор. Така да нормално е да ги почувствуваме последиците, меѓутоа искрено пред се ние треба да се завршиме домашната работа, да ги решиме проблемите тука и да гледаме нашата траса. Ќе има последици, меѓутоа колкави ќе бидат, дали ќе бидат тие директни, не би можел да кажам. Но Македонија во приказната треба да остане на истата траса која што беше претходно. Значи, откако ќе се реши домашната политичка криза, да продолжи со своите реформи и да продолжи со изнаоѓање на решение со Грција и понатамошен пат кон НАТО и Европската унија. Ја следевте видео темата на неделата на Слободна Европа. Следете не повторно секој петок на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk.